Измина 104 години откако куршумите на предавството го замолчија неговиот глас, но не и идејата. Идејата на Ѓорче Петров за слободна, независна и праведна Македонија. Идејата не умира со човекот, таа живее во срцата на народот, во стремежот за слобода, во се што е искрено и непокорно. Истакнуваат од општина Ѓорче Петров по повод чествувањето на оваа годишнина. Општина Ѓорче Петров денеска ја одбележува оваа годишнина, а градоначалникот на општината, што го носи името на херојот Александар Стојковски, смета дека Ѓорче Петров не беше само учител и револуционер, тој беше визионер. Замислуваше она што денес го живееме. Независна, самостојна и суверена Република Македонија. Се бореше против туѓинецот, но не и против заборавот. Во него македонската кауза имаше идеолог, а историјата еден од најчистите ликови. Тој не е само спомен, тој е вечна светлина во македонскиот историски храм. Денес ние, жителите на општина Ѓорче Петров, гордо го носиме неговото име и неговиот завет. Создаваме урбана, хумана, отворена и слободна заедница како што тој замислуваше. Ова е наша земја, да ја чуваме, унапредуваме и браниме, со памет, со работа и со љубов. Нека идејата на Ѓорче живее во секој ученик што учи за слободата. Истакна Стојковски во својата објава на социјалните мрежи, каде што воедно сподели дел од манифестацијата за положување цвеќа и оддавање почит на споменикот што се наоѓа во општината. Стојковски порача до секој граѓанин што е брани татковината и до секој млад што верува во иднината, никогаш да не изгасне тој пламен. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски преку социјалните мрежи сподели дека ова лето во Бутел се очекува најголемата градежна офанзива до сега. Имено првиот човек на Бутел во својата објава сподели дека две улици, Симче Настевски и улицата Кирко Димишков, се комплетно завршени. Заедно градиме, општина Бутел се менува, истакна Костовски во својата објава на социјалните мрежи. Изградено ново детско катче во Трубарево сподели денеска градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Во рамки на нашата постојана заложба за подобрување на условите за живот на сите граѓани, особено на најмладите, во населеното место Трубарево е изградено ново современо детско катче, вели Стевковски во својата објава. Просторот е опремен со модерни безбедни реквизити за детска игра, прилагодени на различни возрастни групи, со што се создава и сигурна и забавна средина за децата од ова населено место. Ова е само еден од многуте проекти што ги реализиравме со цел унапредување на квалитетот на живот во нашата општина. Во текот на мојот мандат изградени и реконструирани се повеќе од 60 детски забавни катчења во урбани и рурални средини, со што покажуваме континуирана грижа за најмладите генерации, истакна Стевковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски преку социјалните мрежи ги покани граѓаните утре вечер во 20 часот да ја проследат изведбата Центарска симфонија. Изведбата ќе се одржи на Плочник, кај градски ѕид, клуб на новинари, позади соборниот храм. Ве чекаме утре на добра македонска и светска филмска музика. Се гледаме таму, порача Герасимовски во објавата на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски синоќа во доцните часови сподели дека повторно се чувствувал непријатен мирис во Ченто и околината на обиколницата. Како што извести Стевковски, инспекцијата која излегла на терен го известила дека мирисот доаѓа од пожарот на депонијата во Арачиново. Градоначалникот сподели и видео за наводниот пожар од депонијата во Арачиново. Општина Кисела Вода деновиве прославува 70 години од своето постоење. Градоначалникот на општината Урце Ѓоргиевски преку социјалните мрежи сподели дел од синоќешната атмосфера. На забавата синоќа главна звезда беше светски познатиот диџеј Роџер Санчес. Ѓоргиевски им се заблагодари на сите оние кои беа дел од овој неверојатен концерт, за кој, како што вели, каков што Скопје до сега не памети. На 45.000 посетители од цело Скопје, од цела Македонија, како и од соседна Србија, Бугарија и Грција беа дел од настапот на светската диџеј звезда Роџер Санчес, кој уште долго ќе се прераскажува, вели Ѓоргиевски. Сцената ја отвори диџеј Мац со енергичен сет, по него следува одличните настапи на диџеј Ампов и диџеј Дејан Мицкоски, која подгреа атмосферата до максимум.
Ноќта кулминираше со појавувањето на американскиот диџеј и продуцент Роџер Санчес, која раздвижи публиката со двочасовен сет кој ќе остане запаметен како едно од најголемите музички доживувања во Скопје. Заедно со Сашко Коцев го поставиле и последното парче од сложувалката во форма на голема карта на Скопје. Ви благодарам на сите, без вас вечерта не ќе беше така добра. Јавно се заблагодари првиот човек на Кисела вода. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, во своја